се навршува веќе еден месец од почетокот на новата учебна година 2023-2024. Општина Аеродроми оваа учебна година со низа поволности и бенефиции за сите ученици кои што се дел од оваа општина, односно учат во училиштата во оваа општина. За тоа што ни е потребно уште во образовниот систем, односно за да имаме добар образовен систем, какви реформи се потребни исто така во образованието, но и какви се бенефиции добиваат учениците на оваа општина кои што учат во овие основни училишта, па нели и дечињата во градинките. Ова утро деталите, односно одговор на сите овие прашања ќе побараме од првиот човек на општината, господинот Тимчо Муцунски. Најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро, градоначалник. Добро утро, благодарам за можноста да гостувам во вашата програма. Се наоѓаме пред основното училиште Љубен Лапе. Оваа година по втор пат решивте да им овозможите на дечињата на оваа територија да имаат бесплатно пливање. Па за кого се наменета оваа мерка? Каде можат родителите да ги однесат децата на пливање? Па добро, прво што би сакал да нотираме дека оваа година каде што имаме рекордно најниски дотации од страна на централната власт во делот на образованието на аеродром и практично дотациите стигнуваат до таму да веќе не се ни доволни да се покријат и платите за вработените во училиштата, додека во минатото дотациите покривале и режиски трошоци за училиштата, дури инвестиции и така натаму, но тоа е што е. Наша врска е да го направиме тоа што не го прави централната власт во делот на обезбедување на поквалитетен наставен и образовен процес. Низа поволности за учениците. Прво почнавме од процесот на подготовка за учебната година и редовно ја даваме таа субвенција, тој еднократен надоместок од 3.500 денари за секое запишано прваче на територија на општина Аеродром. И потоа почнавме со реализација на успешните проекти кои што ги спроведуваме. Првиот и успешен долгогодишен проект е проектот за бесплатни униформи на учениците. Претходната недела ги доделивме униформите. Втора година поред на сите ученици во четврто одделение, одделението кога се влегува во фазата на дигитализација на основното образование, им доделивме бесплатен таблет. Над 900 ученици добија високо квалитетен таблет кој што останува во нивна собственост и тие понатаму можат да го користат и во текот на нивното образование. И секако, како што спомнавте вие, еден од проектите кој што најмногу нарадува, кој што покажува позитивни бенефити е бесплатното пливање за првачиња и за дечињата со посебни потреби, независно од кое одделение истите се наоѓаат. Така да проектот го реализираме заедно, го реализираме во базенот кој што се наоѓа во зградите на Джевир, во тој клуб за пливање. Во комуникација со наставниците по физичко образование ние го организираме превозот и ме обезбедуваме целокупната потребна опрема на дечињата, од научери за пливање до капшиња и се што им е потребно за сите бидат еднакви, бидејќи знаеме каква е финансиската состојба во државата, не секој родител може да дозволи, за жал тоа веќе во нашата држава претворена во луксус, а сметаме дека сите дечиња треба да имаат иста стартна точка и еднаков пристап барем кога е во прашање образованието. Така да во тешки времиња, тешки за финансирање на локалната самоуправа, превземаме низа мерки во делот на образованието. Да, и тоа како е важно и значајно, особено во тие години кога се првачни, да имаат и физичка активност, особено пливање. Споменавте дека дотациите од централната власт ви се тоа како скратени, па каков ви е планот, како планирате да ги покривате режиските трошоци на училиштата и на установите образовни кои што се во делот на општина Аеродром? Не е лесно. Сериозно предизвик е тоа. Ќе повторам земајќи во предвид дека целосно се намалени и вкупните приходи кои што ги има општината. Превземаме различен тип на мерки, пред се домакинско работење од страна на директорите и од страна на општината. Предходната година инсталиравме фотоволтаици на крововите на сите основни училишта и тоа значително помага во намалување на трошоците за електрична
енергија, правиме рационализација на трошоците и ние како општина зимаме дел од средства кои што во претходни години биле наменети за разни често и непродуктивни цели, сега примарно ги фокусираме на образование. Например, тука во основното училиште Љубен Лапе можете да видите две нови целосно реконструирана рекреативна и спортска инфраструктура. Имаме еден мултифункционален терен позади нас кој што е за ракомет, за кошарка и дополнителен еден исто така помал терен кој што е само за кошарка. Работиме на реконструкција на внатрешноста на училиштето, но тоа го правиме од наш буџет. Од средства кои што во претходни години во мандати на некои други мои претходници биле користени за други намени, ние сега фокусот го ставаме таму каде што сметаме дека е најзначајно, тоа е образованието. Да, особено и тоа како се гледа дека се трудите во образовниот дел и дека им помагате на учениците, со тоа нели и на родителите и во оној нели финансиски дел, што можеби би требало да го направи и Министерството за образование во сите делови, во сите општини, нели? Но што според вас себе вие помагате за учениците, за образовниот процес, што недостасува во образовниот систем, какви реформи ни се потребни во образованието? Прво, недостасуваат учебници. Тоа е првото и основно, за жал се уште ги немаат сите ученици учебниците добијани. Дополнително во оваа фаза на децентрализација се уште обврската за инфраструктурно вложување лежи кај централната власт. Ние сме една од тие општини кои што има постојано голем број на запишани првачиња, што не е исто принцип низ целата држава. За жал, тоа е жална состојба и лошо за демографската слика на државата, но веќе од позиција на локална власт, таму каде што можеме да влијаеме, кажуваме дека има потреба од дополнителни вложувања во образовната инфраструктура. Тоа не го гледаме од страна на централната власт, нема соодветна приоритизација каде се вложува во делот на образовната инфраструктура, а најжалното според мене е што ние понудивме да го превземеме, иако не е наша обврска, да го превземеме тој товар на нас. Ние како општина подготвивме проекти за реконструкција и проширување на капацитетите на две основни училишта, ги финансиравме тие проекти, дури рековме сме подготвени со општинска обврзница, ќе повторам, иако не е наша надлежност, ние да го направиме проширувањето на тие две основни училишта. За жал, владата, не знам од која причина, не дозволува општина Аеродром да го направи со своји средства тоа што таа има врска да го прави, но не го прави. Така да имаме фокус најчесто на дневно политиканство, на теми кои што не го менуваат животот на граѓаните кон подобро, а на крајот на денот, кога функционираме во политиката, целта е за тие луѓе кои што ни избрале да направиме со тие ресурси кои што ги имаме максимум што можеме. Тој фокус го гледаме од локалната власт, жалам што тој фокус го нема во моментот од централната власт, но верувам по одржување на парламентарни избори и тие работи ќе се сменат на подобро. Да, навистина се гледаат големите проекти кои што ги создавате и ги правите во оваа општина, нели во оној образовен дел, да ги споменеме и најмалите кои што влегуваат нели во образовниот систем, односно во градинките, сепак нели тоа е покрај тоа што нели се чуваат децата таму и се внесуваат веќе во образовниот дел. Имаме ли листа на чекање на територија на општина Аеродром за да бидат запишани децата во градинка? Се уште жалам што има листа за чекање, ако правиме се што можеме да го намалиме тоа, и тука го имам истиот принцип како и одговорот на претходното прашање. И тука обврската за градење на инфраструктура во оваа фаза на децентрализација кај централната власт. Но повторно реков, нема интерес, нема капацитет, дајте ни со наши средства, подготвени проекти, готови идејни решенија, знаеме и локации каде ќе градиме, дајте ни со наши средства да направиме. Не ни ги одобруваат тие средства кои што патем ќе повторам, се на товар на општина Аеродром. Но верувам и тој проблем дека наскоро ќе го решиме. Ние превземаме уште од почетокот на мандатот повеќе мерки насочени кон подобри услови за младите. Уште во првите неколку месеци ги намаливме тие непотребни дополнителни трошоци кои што беа наметнати на родителите за различни хигиенски, технички материјали, дидактички материјали и така натаму. Тоа целосно е веќе натовар на општината. Работиме и колку што можеме со тој буџет кој што во моментот го имаме во вложување во инфраструктура, нови фасади, подобри услови, отвараме сензорни соби во одредени објекти во градинките на територија на општина Аеродром, така да
и тука треба сериозни дополнителни вложувања од инфраструктурна гледна точка, но тоа што е најзначајно и што граѓаните треба да им го ветиме е дека сепак во рамките на овој 4-годишен мандат јас сум убеден дека ќе го реализираме и сето тоа што е поврзано со капиталните инвестиции. Бидејќи ние ги доведовме тие капитални инвестиции до фаза да веќе проектите се готови и само со одобрение од владата и утре можеме да почнеме со работа на терен, практично изведување на тоа што е потребно. Така да, верувам, ќе дојде влада која што ги стави овие приоритети на прв план и заедно со една синергија ќе ги реализираме тие потреби на родителите, бидејќи по мене е жално и недозволиво во 21. век да имате листа за чекање за градинка, која што е основна потреба на секој родител. Да, ви благодарам на одвоеното време. Се надеваме еве дека во скоро време ќе се нели родителите ќе бидат среќни кога ќе ги намалите листите на чекање на децата и дека се она нели што го имате ветено ќе се изреализира во бескиднина. Без дилема тоа е наша врска. Значи ние работиме по програма, гледаме што е наша програма, гледаме што се наши ветувања. Некои работи од објективни причини, можеби роковите за некој период ги одложуваме, но знаеме дека сето тоа што е ветено во нашата програма, до крајот на мандатот секако ќе го реализираме. Тоа е наша обврска и така се покажуваме дека сме различни од нашите претходници. Ви благодарам уште еднаш градоначалник. Еве имавте можност токму од првиот човек на општината Аеродром да ги слушнете клучните проекти кои што се и тоа како значајни во образованието и за целиот образовен систем, како и за децата на територија на општина Аеродром, кои што нели и ова еве учебна година учениците ја започна со нецелосни материјали за учење, односно не ги имаат добиено сите потребни учебници кои што се неопходни за да имаат непречена настава. Ивана, благодарам за ова вклучување во утринската програма, меѓутоа јас ќе те навратам кај градоначалникот. Само едно кратко прашање, дали во општина Аеродром се воведуваат униформите во училиштата? На учениците? Да, дали униформите се воведуваат, вие го одговоривте ова прашање, односно споменавте дека имавте доделено бесплатни униформи. Ние веќе повеќе години ги преминуваме униформите и тоа е една добра пракса, се докажува дека е добра и значајна и за родителите, мислам и за дечињата. Така да имаме некои размислувања, дури тој проект како ќе го модифицираме во следните години да биде уште повеќе адаптиран кон потребите, но се докажува дека еден од тие проекти кој што е успешен и тоа што мене ме радува во делот на тие проекти, како што се униформите, како што се таблетите, како што е бесплатното пливање, каде што сме пионер како општина кој што ги носи дечињата на организирани часови по пливање со овластени сертифицирани инструктори. Ме радува што многу од моите колеги се јавуваат, прашуваат како и тие проекти можат да ги применат, така да ние се радуваме што сме предвесници во еден ваков процес на со заеднички општината, родителите, училиштата, да го модернизираме образовниот процес, но секако се тоа е многу тешко без финансии. Така да за ваквите прашања е добро да имате и државен национален концепт како да се работат, но верувам во следниот период и тука ќе најдеме начин да има позитивен напредок.